Пред да го чуеме ставот на експертите, меѓутоа и на бизнисмените, да потенцираме дека денеска на оваа тема изјава даваше и гувернерот на Народната банка Димитар Богов. Тој истакна дека македонската економија е силно поврзана со европската економија, така да сите оние последици кои што ќе ги почувствува европската економија, ќе ги почувствува и македонската економија. Меѓутоа сепак тој апелираше дека Македонија треба да се сврти кон решавање на домашната политичка ситуација за да не трпи дополнителни шокови врз економијата. Исто така истакна дека Велика Британија е еден од најголемите трговски партнери на Македонија, а исто така има и голем број на инвестиции од оваа земја. Меѓутоа не може однапред да предвиди дали ќе има директни репрекусии. Да ја погледнеме овде изјавата од гувернерот на Народната банка Димитар Богов. Нашите граѓани немаат многу фунти на своите заштеди, тоа е занемарливо мало, така што тие ефекти не се толку значајни. Позначајно е што ќе се случува во наредниот период со глобалната економија, со европската економија, кон која македонската е доста поврзана и од која секако ние ќе имаме влијание. Секако ова е период на неизвестност, на глобална неизвестност. Ако на тоа додадеме и домашната политичка неизвестност, тешко е да се предвиди какви би биле ефектите во овој момент. Ќе почекаме да видиме да се разјаснат наредните денови и глобалните движења, бидејќи денес од сабајле има голема паника на пазарите, движења кои што се неконтролирани, но веќе гледаме одредено смирување и после неколку дена, наредната недела особено, сметам дека и на пазарите ќе завладеат трезвени глави, така што ќе може да видиме како ќе бидат движењата во наредниот период. Телевизија Нова денеска контактираше и бизнисмени и експерти. Од Сојузот на стопански комори истакнаа дека Македонија нема да очекува некои драстични промени во следните 2 години, а се зависи од договорот кој што Европската Унија ќе го направи со Велика Британија. Од друга страна пак универзитетските професори велат дека денарот нема да изгуби на својата вредност. Да ги погледнеме и овие изјави, односно изјавите на извршниот директор на Сојузот на стопански комори Митко Алексов и универзитетскиот професор Томе Неновски. Во овој период економските односи помеѓу Македонија и Британија ќе се движат, односно ќе се одвиваат согласно досегашните правила и договори кои ги имаме со Европската Унија. Значи во следните 2 години не очекуваме одредени промени. Потоа, во зависност каков економски договор, односно договор за економска соработка ќе се постигне помеѓу Британија и Европската Унија после официјалното излегување, ќе зависи и ние како држава дали евентуално ќе треба да подпишеме одредени билатерални договори со Британија во делот на нашите трговски односи. Ние веќе со Британија имаме многу подпишано билатерални односи, меѓу другото и односи за одбегнување на двојното оданочување, кое влезе во сила август 2007 година. Во процедура и при крај е подпишувањето на договорот за заштита и промоција на инвестиции, така да од тој аспект не очекуваме некои одредени драстични промени. Во Велика Британија со самото излегување од Европската Унија си ја задржува, се разбира фунтата, меѓутоа незината вредност денеска паѓа, а тоа ќе има силно влијание врз незините надворешно-трговски односи. Таа денеска девалвира, или во минатите денови исто така девалвираше, а девалвација во основа значи поттикнување на извозот, значи извозниците од Велика Британија ќе имат корис од ова што се случува. Меѓутоа тоа нема долго да трае затоа што и не смее да трае затоа што после неколку месечно влијание на таа девалвација може да дојде до пораст на инфлацијата во Велика Британија, а тоа може да има негативни реперкусии за целината на националната економија, што значи дека до крајот на годината би требало таа состојба да се ситуира, стабилизира. Друга страна, излегувањето на Велика Британија
од зоната на Европската унија ќе има влијание и врз економијата на Европската унија, затоа што и вредноста на еврото денеска исто така добива некои девалвирачки вредности. Значи, ако еврото и досега, речиси 20 години било 61 денар за 1 евро и утре и други дени натаму ќе остане со таа вредност, со тоа што велам, значи, турбуленциите кои што еврото ќе ги доживува на светските берзи, валутни берзи, ќе се пренесат како турбуленции на денарот во однос на другите светски валути. Така е, студио, инаку да потенцирам дека по повеста дека граѓаните на Велика Британија гласале за излез од Европската унија, се случи вистински шок на берзите. Вредноста на фунтата во однос на доларот падна на најниско ниво во последните 30 години, односно од 1985 година. Вредноста на фунтата се намали за повеќе од 10%, а предупредувањата од страна на експертите беа доколку Велика Британија излезе од Европската унија, фунтата може да девалвира и до 30%.